Западните лидери видливо ќе бидат отсутни кога Русија ќе ја представи армиската моќ на големата парада по повод 70-та годишнина од крајот на Втората светска војна. Причина е анексијата на Крим, како армиската поддршка за проруските сепаратисти во Источна Украина. Но за рускиот председател Владимир Путин е важно што ќе присуствуваат многу азиски лидери, вели Александар Габуев, шеф за Русија во Азиско-пацифичката програма при Центарот Карнеги во Москва. Воената парада во Москва на 9 мај е дефинитивно еден од најзначајните символи на Путин за поттик на неговиот легитимитет дома и да покаже дека не е изолиран. Во Москва требаше да допатува и севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун во негова прва странска посета, но тој ја откажа заради наводни внатрешни корејски прашања. Но економските односи се во подем откако Пјонкјанг го подмери долгот од советската ера. Двете страни може да постигнат трговска размена во висина од 1 милиарда долари до 2020-та, вели првиот човек на новиот руски севернокорејски бизнис совет Витали Сурвило. Сега е незначителна, но расте последниве години, 2013-та и 2014-та. Очекуваме да продолжи да се развива. Додека Северна Кореја и се приклучи на Кина во абстиненцијата од санкции спрема Русија, динамичниот однос Москва-Пекинг на исток добива на значење, вели Габуев. Во време кога Западот воведе санкции спрема Русија, Пекинг и Москва минатата година подпишаат договор во висина од 400 милиарди долари за природен газ. Рускиот председател, иако се представува како алтернатива за западната моќ и идеологија, очигледно е фокусиран на економијата. Местоположбата на Русија во Евроазија ја определува нејзината улога како голем фактор за зближување на западните и источните цивилизации. И затоа ние сакаме да ги зајакнеме односите со сите во Азиско-пацифичкиот регион. И покрај политичките тензии, руските трговски врски со Западот не се очекува да бидат заменети со азиските во скоро време. Европската унија останува најголем трговски партнер на Русија, но тоа партнерство отпаѓа околу половина од сета трговија на Русија.